Почна вакцинацијата против бруцелоза кај добитокот во Штипско. Годинава ќе се вакцинираат околу 10.000 јарења и јагниња, што е околу 20% од вкупниот ситен добиток во Штип и Карбинци. Превентивната заштита за сточарите е бесплатна, а ветеринарите се речиси на половина од работата на терен. Негде 40% од единките се завршени, што значи ние останува оној повисокиот дел, конкретно кажано Подплачковичките села. Верувам дека во најможен краток рок и ова активност ќе биде заокружена во целост, како би можеле сите сточари да се стекнат со право на поднесување на документите за аплицирање во делот на субвенционирањето. Бруцелозата е една од најчестите болести кај ситниот добиток, особено во Подплачковичкиот регион, а симптомите за неа им се добро познати на сточарите. Прво е покачената температура кај животните и потоа се дешаваат сите оние пропртни симптоми, појавата од абортуси, тоа е првиот знак кај овците, односно фрлањето на плодот. Со години наназад Штипско, Карбинско и Радовишко беа центри на епидемија од бруцелоза, но состојбата се стабилизира по масовната вакцинација која започна во 2008 година. Болеста се стави под контрола, имаме некои изолирани така случаи каде што се појавува, но тоа е незанемарливо, така да во целост мислам дека активноста која ја презедовме даде позитивен резултат. Но освен за добитокот, бруцелозата е опасна и за луѓето. Најчесто до нив стигнува преку млечните производи кои се продаваат несоодветно, па затоа внимателност кога се купува е повеќе од потребна. Инаку, најалармантна состојбата со болеста била во 2007 година, кога бруцелоза е регистрирана кај близу 19.000 овци и кози и кај 800 луѓе. Покривањето на штетите само за уништувањето на добитокот за 10 години, државата ја чинело 860 милиони денари.